Студија на дуелот меѓу домакинот Бразил и Полска во живо ги вклучуваме од Рио. Начевски Николов, втори олимписки игри за вас. На премиерата судевте на мечот меѓу Бразил и Полска, што представува голема чест за вас како искусен судиски пар. Токму така, Бране, ова се наши втори олимписки игри. Искуството е огромно. Сепак имавме честа да судиме на домакинот, каде што атмосферата беше неверојатна. И се представија во најдобро можно светло и ја победи една екипа како Полска, која беше трета на последното првенство во Катар. Може ли само, пред да продолжиме, да ми дозволиш малку и да изразам огромно жалење само за сето она што се случи во Скопје и околината, а воедно да изразам и сочувство до семејствата на загинатите. Благодарам. Каква е организацијата во Рио? Има забелешки дека не е се перфектно. Бевте дел од игрите, како што реков, во Лондон, сега во Рио. Каква компарација може да се направи? Така, еве и јас од моје име да им изразам сочувство на сите фамилии кои изгубија во поплавите. Значи, компарацијата е следнава. Бевме во Лондон, прва олимпијада, прекрасно чувство, организација, мислам на највисоко ниво. А што се однесува за овде во Рио, значи прекрасно е све, меѓутоа не е на тоа ниво како што беше во Лондон. Значи има многу недостатоци за да го достигне Лондон. Сепак Лондон беше врвна организација. Се одиграа доста надпревари во двете конкуренции, секако почеток е на ракометниот турнир, но имаше и изненадување. Имате ли вие своји фаворити на овој турнир? Јас мислам дека после вториот одигран ден тек сега ништо не се знае, бидејќи се покажа и докажа како на минатиот Final Four и на минатото Европско првенство дека нема изразени фаворити, туку доаѓаат млади и нови тимови, дека секој секого може да победи. Па од првиот ден се видува некои слабости на некои тимови, како на пример кои беа фаворити, така да ќе видиме од вториот ден како ќе се одвива за да донесеме некој подобар заклучок. Сега за сега се уште е рано да се предвидува нешто, меѓутоа сепак остануваат оние старите фаворити Франција, а и Катар покажа дека не било случајно тоа второ место на светското првенство, така да покажа добар квалитет и овде. И Германија доаѓа до израз. И Германија си го покажа своето право светло како и на Европското првенство, така да тие три екипи ги ставаме како главни фаворити за освојување на Олимпијадата. Збориме во мушка за машка конкуренција. За жените сепак домаќинот Бразил покажа на многу добра игра во првиот ден. Да не треба да го изоставиме ни Бразил во мушка конкуренција. Исто и во машка, меѓутоа за жени моментално Бразил покажа најдобар ракомет за сега. Имате големо искуство, дали очекувате да судите и во завршниот дел на ракометниот турнир? Не игра Македонија, па со вашиот квалитет можеби треба да очекуваме да судите можеби надпревар за медал? Може би е малку неблагодарно да кажеме пред време дали очекуваме, меѓутоа ние сме дојдени тука како професионалци и дојдени сме да си одработиме секоја задача која ќе ни биде зададена. Знаете дека во завршницата не секогаш најдобрите судат, туку дека има и многу политика во сето тоа, меѓутоа секако дека потено се надеваме дека ќе одсудиме еден од надпреварите за медал. Бидејќи сме едни од најискусните и најдобрите суди овдека на турнирот. Значи вака во Лондон бевме за прв пат на Олимпијада, немавме некои големи очекувања дека ќе судиме нешто за високо место. Сега сме после 4 години едни од ретките парови кои остана како да кажеме поискусни, што имаат по 2 Олимпијади, така да потено се надеваме, ја и претходно кажав дека заслужуваме, можеби ќе добиеме шанса да судиме. Меѓутоа што и да дадат, ќе си го одработиме и ќе представиме Македонија во најдобро можно светло. За жал, до сега се уште не искочи изминативе 2 олимпијади некој спортист кој може да ја представи Македонија и тај може да се закити со некој медал. Меѓутоа време е да почнеме да размислуваме во друга насока и треба да отвориме нова страница и да почнеме уште од сега да работиме за следната олимпијада, да створиме спортисти кои ќе донесат на Македонија медал.
Благодарам за вклучувањето од Рио, ви посакувам многу успех, секако сакаме да ве видиме на завршниот дел од игрите. И благодариме и на тебе, Бране. Поздрав до сите во Македонија и се надеваме искрено дека ќе бидеме на еден од надпреварите во завршницата. Благодарност, Бране, до тебе и до ТВ Нова телевизија. Тоа беше разговорот со судиите Начевски и Николов од Рио, а на тенискиот турнир